I oni su tako mladog vas zadužili da mene prebacite u Austriju. A tko to? Srđan Prica, druže Broz. Skoro sam postao kurir KPU, pa su oni mislili da sam ja dobar za ovaj zadatak. Vi ste već dugo na robiji, tako da ne poznajete nas mlade. Ma ne, Antune. Gdje su mladi, tu je akcija. A kakvo je stanje tamo dolje? Mislite u Skoplju? Da, u Skoplju i općenito u cijeloj Makedoniji. Partija je slaba. Ali je nezadovoljstvo veliko. A provale i suđenje Kostaracina, utječe li to na to veliko nezadovoljstvo? Utječe, kako ne, druže Broz, utječe. Bilo je puno ljudi na suđenju u Zagrebu. Studenti i radnici pomažu našim drugovima i njihovim obiteljima dok su ovi u zatvoru. Pokreće se stvar tamo doli. Pa to je dobro, zar ne? Dobro je da se mobilizira narod u tom dijelu naše zemlje. Kako vi kažete, druže Broz. Ja kažem da mi malo požurimo da stignemo do prvog austrijskog sela i nađemo našu vezu. I moram za 3 dana biti u Moskvi. Ovo je bilo jako blizu. Josip Broz go продолжи своето патување за Москва. А со Томчо повторно се сретнавме. Овој пат како робијаши во затворот во Сремска Митровица. Во нашата келија, така наречената македонска соба, беа неколку хрвати и срби. Сите тие, според партиската работа и апсењето, беа врзани за Македонија. Се плашам. Се плашам дека нема да имам време на луѓето да им кажам се што треба да знаат од мене. Јас, исто како и ти, имам дадено збор дека најмалку од се на светот треба да се плашам од смртта. Но дали смртта може да ни го скрати времето за создавање? За освестување на луѓето? Како ние сега што сме свесни за значењето на животот. Томчо, ајде да вежбаме читање на глас германски. А зашто вас двое да вежбате немачки? Зар nije Коминтерна рекла да смо зузели став против фашизма? А колико ја знам, фашисти говоре немачким језиком. И Гете зборувал германски. Колку што знам, јас и Хегел. За Маркс и за Енгелс да не зборуваме. Зарем јазикот ни е крив за ова политичко слепило? На еден човек ќе му се лутиме ако знае еден светски јазик повеќе? Народниот гнев е насочен кон тиранинот, а не кон верата или другата народност. Затоа, српските книги што ги читате за нашата мала напатена земја треба да ги читате со голема резерва. А какви книги треба да се читају? Бугарски? Уште помалку може. По бугарските книги ќе не нарекуваат бугари, ќе ја присвојуваат нашата земја, нашата историја. Ќе видите дека и Велесот мој е дел од некоја Сан Стефанска бугарска утопија. Ние треба да пишуваме нови книги, наши книги. Ние да си опишуваме историјата таква каква што ни била. Ние знаеме дека нашата земја се викала Македонија, а не Вардарска бановина или Јужна Србија. Ние никогаш нема да го заборавиме херојството на Гоце и на Јане. Никогаш ништо лошо нема да им направиме на нашите браќа Арнаути, Турци, Власи. Затоа што се и тие исто страдалници како и ние. Сите
Знаете подобро од мене дека Коминтерната им дава право на малцинствата да си ги решаваат своите национални прашања за јазикот, за писмата, за историјата. На сите поробени народности на светот им е дадено тоа право. А ние, како револуционери и како правоверни пролетери, треба да сме први во тој строј во овие историски времиња. И како ćeš измислити нови македонски јазик? Простим укрштањем српског и бугарског? Друже Моша, Кочо пишува генијално на македонски. Користи говори од Велес и Централна Македонија. Пишува на кирилица и јас не гледам никаква причина за ваква дискусија. Треба да го прочитате неговиот труд за богумилите. Јел то највиши дострел? Да се напише нешто о неким одметнутим поповима? Не, Боби. Јас сакам да го преведам манифестот на македонски. Веќе имаме собрано еден куп зборчиња кои што се вкрстуваат во дијалектите. Внимателни сме, не сакаме да дадеме доминација на еден крај на Македонија врз друг. Многу се уносиш у ствари. Треба да пустиш да се нешто спонтано догоди. Ке биде. Ке го преведеме манифестот. Еден ден ке се преведе и Библијата и Капиталот. Моша, што имаш ти толку против таа идеја? Далеко од тога. Нисам против македонеца, само ми е мало нереално. Страшо, друже. А шта ти мислиш као човек из Велеса у идејама Антуна и Коча? Друже Боби, јас мислам само тоа ќе си се каже. Коста од дете е малку занесен, но работлив е. Дури на судењето му се смеја дека откако Галогажа дошол во Јужна Србија да ровари, за сојузник се нашол само еден занесен поет. Само страшно да не заборавиме дека телеграма за поддршка на Кочо испратија и Анатол Франс и Анри Барбис. Ти како стар партиец би требало да ја знаеш големината на таа меѓународна поддршка. Ајде, браќа, да ги отвориме малку срцата за добрите идеи на Кочо. Посебно ти како македонец. Добро, другови, па бидејќи се ближи празникот на Октомвриската револуција, јас еве предлагам Кочо да ни прочита нешто на македонски за да прославиме. Ово е нешто најпаметнije што сам до сада чуо у Сремској Митровици. Хајде, Кочо. Ајде, разубави го малку овој робијашки живот. Оддалеку знамето алово се вее. Алово како крв падната за подобра иднина. Под знамето песна револуционерна се пее. Песна за слобода, наша родна роднина. Пролетери од сите земји слушнете и кај да сте запамтете. Пролетери победата на октомври не заборавајте, светот што иде наш ке биде. Собрани сме во вечноста. Ние што наместо крв имаме храброст во телата. Тука сме за тоа што неа, победата за која гинеме ја сакаме цела. Браќа од Пекинг, Лондон и Рио, другари од Берлин, Париз и Мадрид, овој црвен октомври ние сме со вас. Не има насекаде, во поле, во вода, на рид. И за вас ке светне светол ден. И за вас од тој миг ке нема поважен. Победата е овде, стигна на праг, придружи ни се работнику и човеку драг. Атентатот на кралот Александар I Караѓорđević во Париз отвори пат за промена на власта и укинување на диктатурата. Меѓу другото беше донесен и закон за амнестија на политичките затвореници. Сите осудени комунисти беа ослободени. Иако не се надевав, пред затворот имаше кој да ме пречека. Добре, деде Кочо. Цел ден и цела ноќ те чекам. Зашто кашлаш? Ништо страшно. Штом си ти овде се ќе помине. Зашто кашлаш? Ме најдо нешто до жлездите, ме препорачуваат бања, ама ништо страшно.
Да не беше ова амнестија на политички затвореници, да не излезеше, ми се чини ке полуден. Јас не барав амнестија. Готово е. Од сега повеќе нема да се двоим. Како се снаоѓаш во Белград, Чобан? Не е како дома, но мора некако да се живее. Знаете, печелбарството кај нас е често и во мојата фамилија исто така. Уште работиш во каменоломот? Тоа е мојата робија, брате. Не знам дали има некоја разлика меѓу сремскиот затвор и београдскиот каменолом. Има. Во каменоломот воздухот е почист. Коста, нема да ти е проблем да му ги однесеш овие на жена ми? Шабан, 3 пати ти кажав. Кога ќе се вратам во Македонија со Невенка, ќе ги дадеме парите на снаѓата. Нешто друго ти треба? Да ми ги поздравиш нане и бабо. Другарке Вујч, дали сте за еден танц? Кочо? Невенче? Ерице. Кочо. Невенче. Кога некој ми кажа дека Дадаленка била таксана за некој капетан од Белград, јас кажав дека тој мора да е некоја ситна рибка и дека јас можам секоја вечер да го играм Наполеон. Ама гледам дека ти си дигнал раце и од Наполеон и од Белград и си се фатила тука за овој Кочо на Солеви, кој што знае најубави стихови да пишува и најшарени стомни во Велес да прави. Добро се држиш. Добро се држиш после толку време во робија. Навистина сум среќен што те гледам, Кочо. Си останал гениален, Перица. Гениален артист. Што има ново? Се и по-старо, Кочо. Само што ме уби веста за Батеганчо. Што е со Ганчо? Што ти не знаеш? Не. Ганчо падна во Мадрид. Така е, Кочо. Со добрината на Батеганчо се натопи шпанската земја. Крвта му ја испија. Да им се сотре, семето фашистичко да им се сотре. Мораме да одиме кај неговите. Утре тргнуваме за Велес. Треба да направиме нешто големо за Хаджи Панцов. Беше и душа и срце на наши велешани. Над Мадрид оловното утро беше легнало како камен. Теже очните капки и душеше од неспање здихот. И храбрите борци ги мамеше сладката дремка. Само малцишко сон.
ваде на клепките тежат, малцишко сам. А после, напред, на црниот крвав змеј, црна крвава смрт. Но око не трепкај. И клепки вие до око стојте. Другари, будно другари, на штрек. На Франка дивите орди дошле дури до пред Мадрид. Не, но пасаран. И нема да поминат они. У река од топла крв нека се издават сите. Но навакај не. На Мадрид земјата света е. Така тој у тая утрина тешка ги храбреше борците морни. И со сипкав глас даваше наредби последни. Додека смртта оддалеку му шепнуеше думи страстни. И тој со топлиот глас милуеше ухо немо. Тая утрина си ган човеке мој. И падна тој. Со коскени раце сакаше да го загрне смртта. Но тогај светата земја на Мадрид му разгрна страстните си гради. Целуна го. Крепко го притисна и милно шепна. Другар. Другар на клетата македонска сестра. Не си ти умрен. За тебе нема смрт. Тука, у градиве мој, безсмртници лежат. Што е? Зари поменот ви пречи? Не ви беше доволно што губивте брат ми во Шпанија? Nije bitno što je brat, kao naš državljanin bio je u stranom ratu, a to je kažnjivo. Фашисти! Што сакате од нас? Raziđite se. Zabranjeno je okupljanje. Ako se ne raziđete, bit će hapšenja. Евенка, Руменка. Ганчо избега од овдешниот прогон. Најпрво во Софија, а потоа преку Грција во Париз. Кога изби шпанската граѓанска војна, тој беше еден од првите македонски доброволци кои се приклучија на страната на републиката. Но Ганчо падна во Мадрид. Слава му. Ено, знаеш дека има сукоб на книжевната левица? Некој генерален сукоб со сите стари партици и интелектуалци. Од каде сега тоа? Дознав. И пак некој мене ме тркала во уста како расипано зрно грозие. Не се измачувај. Знаеш дека ништо од тоа нема да се случи. Јас секогаш ќе бидам до тебе. Маркантен си, Кочо. Како некој револуционер со тажен поглед. Нено. Ако партијата ти нареди да се откажеш од мене, што ќе направиш? Мирослав Крлежа во списанието Печат го критикуваше социјалистичкиот реализам. Ги бранеше граѓанските слободи и ги осудуваше Сталиновите чистки. Поради тоа комунистичкото раководство го исклучи Крлежа од партијата.
А од мене се бараше јавно да го нападнам во некој од списанијата за кој пишував. Тоа не можев да го направам. Другари и другарки, од Радовиш ни доаѓа другарот Андреј Георгиев. Ке ви прочита нешто од неговите записи. Деца на борбата. Во нашите раце железо се топи. Во градите срце челично бие. Од одот земјата се стресува. Како да сме ветар или бура ние. А токму на широките плоштади не чека таа со својот шум, впивајќи љубов во нашиве гради и нова верба во нашиот ум. Нека не прегрнат копнежите големи, стапуваме со младешки жар, наместо со свеки, со пушки бојни, окитен ќе биде нашиот олтар. И за крај, почитувани другари и другарки, со нешто ново ќе се представи нашиот Кочо. Ленка. Откако Ленка остави кошула тенка, ленена недовезена на разбој, и на наломи отиде тутун да реди в монопол. Лицето й се измени. Веги паднаа надолу и усти свија кораво. Не беше Ленка родена за тија пусти тутуни. Тутуни жолти отрови. За гради китки розови. Прва година помина. Грудка в срцето й легна. Втора година намина, болест ја вгради искина. Трета година, земјата на Ленка покри снагата. И ноќе, кога месечко гроби со свила виеше, ветерчок тихо над неа, жална и тага рееше. Зошто остана кошула недоткаена? Кошула беше даровна. Што си така замислена, Нено? Да не те мачи нешто? Откаде ти доаѓаат тие стихови, Кочо? Што те тера да пишуваш така? Маката. Болката мора некаде да излезе. И виде луѓето околу тебе. Сите се гладни, жедни, тажни. Нивната болка е и моја болка. Страшо? И тебе да не те погоди песната? Не знам, Косто. Ти си поупатен во тоа. Живееш во Скопје, во Белград, во Загреб, објавуваш песни, критики. Слушам си пишувал песни против Сталин. Не ја заземаш страната на новото раководство на КПЈ. Си се вплеткал во некакви граѓански кругови со снобовски уметници. Де бре, Страшо? Зарем јас и ти ќе си кажуваме вакви глупости? Сме израснале заедно, на бабуна, на којник. Некој сака да ме наклевети. Така било од секогаш кај нас во партијата. Ако имаш свое мислење, не го кажувај. Само климај со главата како да си папагал. Биди хорист во хорот на партиските папагали. Дотука ли дојдовме? Јас да ти кажам, па ти како сакаш.
Да не речеш дека не сум те предупредил како батко. Фала ти. Фала ти за предупредувањето. Страшо, страната на партијата ќе ја заземам секогаш кога ќе биде во право. А ќе ја критикувам секогаш кога греши. А сега остави не да си одиме. Добро, Кочо. Ти си знаеш. Другарке, пријатна вечер. И тебе, Страшо. Што беше ова, Коста? Не знам. Страшно ме излудува. А некој повторно ме зајадува од озгора од партијата. Ајде да си одиме.